неуспехот нека биде мотив за уште поголем успех. Почитувани млади, бидете среќни, сплотени, чекорете кон непознатото и верувајте во себе. Бидете среќни што покрај младоста носите уште една доблест во себе. Вие сте македонци. Јас сакам да повикам на цврста и силна младина, што како столб ќе се испречи и ќе го брани своето. Младина со визија за иднината и познавање на минатото. Да им кажеме едно големо не на оние кои ни нудат разни предлози, оние кои го чепкаат нашиот јазик, идентитет и дух. Да бидеме вклучени во секоја ситуација и настана. И за крај би повикал да покажеме колку многу ја сакаме оваа држава, колку многу можеме да придонесеме за неа, да ја промовираме и да ја гледаме нашата иднина во неа. Како и тоа, да бидеме свесни дека ние сме столб за успешна Македонија. Ви благодарам. Велат дека големината на еден човек е во големината на човечното во него. Од тука произлегува дека квалитетот е поважен од квантитетот. Да, сосема точно. Ако се водиме по овие две полки, ние би требало да бидеме успешни луѓе. Но дали е тоа така? Не, не особено во оваа наша држава. Овде децата се раѓаат со златна лажичка во устата. Истата таа лажичка кога ќе пораснат им паѓа во медот. Незалудно ви ја направив оваа компарација. Тоа е реалноста. Повеќето родители така ги воспитуваат своите деца. Нормално, не им го кажуваат тоа директно, но со своите постапки на подмитување професори и купување дипломи тие самите ги уназадуваат децата. Но до кога? Зарем заради таквите мамини, татини деца амбициозните да не дојдат до виделина? За каков квалитет тогаш тука станува збор? Каде е човечноста? Јас, вие и сите таму некаде на наша возраст сме едниот потенцијал на оваа земја. Ние со наши сили треба да ги водиме зборовите на нашите предци, зборовите на Кирил и Методи, на Гоце Делчев и зборовите на нашата совест. Само таа која владеа со нашиот внатрешен дух утре ќе не однесе на вистинскиот пат. И тука следи прашањето, а кој е тој пат? Тој е невидлив, но сепак постои. Истиот тој утре ќе не однесе, ќе ни покаже како да не подлегнеме на грешките на многумина, како да се огледаме и воодушевиме на оние кои успеале во животот, оние кои не го избрале болесниот пат на лечење комплекси и фрустрации, напротив оној потешкиот. Иако сум премногу млада, знам да дадам критики за успешноста на Македонија. Свесна сум и силно ќе ги отворам очите за да знам што ќе правам во иднина. Млади сме, полни сме со идеи од секаков тип. Можеме да ги имплементираме во некоја дејност, некоја наука. Можеме да искористиме креативноста која пред 20 на години била непозната. Иновативноста и способноста за преземање ризик да ги свртиме кон својата цел, нашата успешност. Запомнете, мојата и вашата успешност е успешноста и на Македонија. Сведоци сме на еден систем што не заробува. Додуша тој систем ние сами да го креираме, а потоа цацко ни е виновен кога ќе се најдеме во тесно. Самите ние бираме да бидеме злобни, алчни, гледаме од денес за утре. Но не смееме да заборавиме дека ние ја градиме судбината на оваа земја. Ако избереме да бидеме злобни, ќе оставиме лоша слика и за Македонија. Утре и таа ќе биде злобна за светот. Јас сум сигурна дека денес овде меѓу нас е седнат и идниот председател на Република Македонија.
човекот кој ќе му се спротивстави на јужниот сосед, кој ќе му докаже дека оваа земја што не држи има само едно име, а тоа е Македонија. Зборувајќи ви ги овие работи, јас се наежив. А кога се наежувам, тогаш знам дека ја говорам истината. Потполно ја поддржувам и владата на Република Македонија, која со своите сили допринесе да докаже дека знаењето е сила, знаењето е моќ. Државата ни нуди можности, а ние младите треба да ги зграбим мислите, да ги принесеме кон својата цел, да ги придвижиме и да докажеме дека ние сме водечката сила. Но тоа нема да се постигне ако понатаму сидиме со скрстени раци и велиме дека судбината ни налага да бидеме мрзеливи. Господ ни дал век за живење. Треба да научиме дека животот се гледа со широки очи, дека образованието дава отворен ум. Треба да научиме да создаваме во полза на едната и единствена Македонија, а никако не смееме да ги заборавиме и нашите херои. Оние кои се бореа со пушка и кама за честа на Македонија. Денес е невозможно да се бориш за честа на земјата со пушка и кама, но можеме со знаење. Само вложувајќи во себе си, вложувајќи во еднината, ние младите ќе докажеме дека Македонија е вредна држава. Марко Чаласа не мало дете, но веќе е синоним во информатичката технологија. Со тој факт ќе докажеме на Европа, ќе му докажеме на светот дека Македонија не е мала земја. Дека Македонија има со што да се докаже надвор од своите граници. Затоа сме потребни ние, младите. Ајде да им докажеме на сите, особено на оние под нас на географската карта, дека Македонија вреди 10 пати повеќе од нив, дека ние сме таа водечка сила. Јас ќе се борам за успешна Македонија. Македонија без страх од непријатели. Македонија достојна на своето библиско име. Ние младите заедно можеме повеќе, а преродбата на Македонија продолжува. Живееме во едно брзо и бурно време каде царува моралната нечувствителност. Време во кое владеат бруталноста и насилството. Често пати се запрашувам за состојбата на денешниот модернизиран младежки свет и за се она што се случува околу нас, младите луѓе. Постои ли онaj преварувачки дух, она рималство за што поголеми успеси, остварување на собствените соништа и подобра иднина? Денес живееме слободно како резултат на неуморната борба на нашите предци. Тие не останаа на тоа само да ги сонуваат своите соништа, туку се жртвуваа и ги остварија своите цели. Благодарение на нивната упорност, пожртвуваност, родољубие, Македонија денес е слободна и независна држава. Сепак, сегашноста е нулта точка од која се диференцираат двата опозита – минато и иднина. Од минатото и сегашноста ни зависи иднината. Затоа секогаш треба да знаеме кои сме и од каде се нашите корени. Ние, како наследници на Филип, на Александар, на Гоце, треба да продолжиме да чекориме по нивните стапки и да се бориме за доброто на Македонија. За да го зачуваме аманатот на нашите предци, кои животот го дадоа за родната ни земја. Јас знам дека парите луѓе во многу нешта се разликуваат, но цврсто сум убедена и верувам дека една мисла е заедничка за сите нас, а тоа е љубовта кон родната Македонија. Не знам како изгледа вашата, но во мојата мисија нема место за глад, војни и кули од злато во чии темели почиваат коски човечки. А за ваква визија треба да се стави акцент на храброста, да се насочиме кон ритмот на упорноста и да потрошиме многу време. Успехот не доаѓа случајно,
Секој успех е резултат на макотрпна работа, висока мотивација и многу вложена енергија. Така е и во животот, и во работата, така е и во спортот, и во политиката. Нема успешност и напредок без постојано залагање, без свежина, без идеи. Ние, младите, сме носители на напредокот на Македонија. Ние сме генерацијата која треба да почувствува и да знае дека колку е пообразована, колку е помоќна и помудра. Ние сме тие кои треба да настојуваме со сопствен пробив и честност да стигнеме до посакуваната цел. За мојот успех стојам јас, и ако тој успех е постигнат без присуство на други сенки, тогаш е вреден за поздравување. Животот е чаша, а судбината вино. Дали чашата ќе ја полниме со благо или пак со горко вино зависи само од нас. Ние сме бројачи на нашата иднина. Ние сме столбот на Македонија и мораме да застанеме во одбрана на вистината, еднаквоста и нашето достоинство. Затоа што без силата, енергијата, честноста, амбициозноста на младите луѓе нема силна држава. Ние сме тие кои мораме да дадеме се за нашата татковина, затоа што таа е се што имаме, дека ни е вечна Македонија. Мартина Китановска, Викторија Петровска и Надица Драскачева се следните учесници на ораторската вечер која се одржува под мотото Младите столб за успешна Македонија. Да ги проследиме нивните говори. Мартина Китановска. Млада сум. Сега сум во оние години кога цврсто треба да застанам на нос. Сега треба да одлучам дали ќе чекорам по ивицата на бездната или по оној трнлив, тешко прооден пат, но вистински. Пат кој води до успехот. Одлучив. Ќе чекорам по оној тешко проодниот, кој ќе ми даде искуство и ќе ме насочи кон подобро утре. Тоа е она што ми е потребно да се искачам на онаа висока планина на успехот. Со тоа што ќе се надоградам себе си, ќе бидам една од тулите кои се потребни да се изградат столбовите за успешна, подобра, посветла македонска држава. Ние младите сме оние кои мораме да се арчиме за Македонија. Ја имаме потребната енергија, сила и моќ за да го ископаме и оформиме клучот од вратата на триумфот. Семето на оваа мала рајска градина на Македонија сме ние, младите луѓе. Македонија навистина има младина за иднина. Иднината на оваа држава ја гледам исполнета со кадри од млади луѓе кои секојдневните пречки и предизвици успешно ќе ги решат. Македонија, искористи ги своите квалитети. Некогаш Петар Попарсов рече: секој што однадвор ќе ни ја даде слободата, ќе ни ја земе земјата. Овој наш познат деец, со оваа мисла, сака да каже дека со сите сили треба да се грижиме за слободата на нашата држава, за нејзиниот и наш интегритет, достоинство и слобода на размислување. И сето тоа го можеме само ние, младите кои живееме на ова тло и никој друг. Да се гордееме и да го продолжиме сето она што ни го оставија нашите предци. Дамјан Груев, Кузман Шапкаров, Иван Хаджи Николов, Пере Тошев и многу други кои направија многу за денешна слободна и независна Македонија.